И време е за нашата денешна гостинка, со која пак ќе отвориме една убава тема образование, и тоа образование на едно високо ниво, кое што верувам дека ќе го задржи вашето внимание. Огромен поздрав и добре дојде за професор доктор Мирјана Алексова од Хајделберг институтот. Вие сте менаџер, професор во центарот кој што верувам дека има да ни донесе многу новитети, многу нови информации за се оно што таму се случува, особено за дуалното образование, за кое што едва и чекам да слушнам. Како се чувствуваме ова утро? Добро, ви благодарам Ги на сакате раните утра? Ги сакам, веќе со децении наназад станувам рано. Да. И честитки за ова. Тоа ми е начин веќе на живење. Браво, честитки за новата улога која што ја имате и верувам дека во голема мера ќе придонесете да на Хајделберг институтот добиеме една квалитетна генерација на нови студенти кои што ќе научат да учат, да се усовршуваат, да заработуваат. Ајде малку повеќе да им го доближиме Хајделберг на нашите гледачи. Токму така. Она што слободно може да го кажеме дека Македонија со отворање на Хајделберг факултетот во Скопје, факултет кој нуди дуално образование, многу ќе добие и мислам дека сме единствени и во Македонија и во регионот. Затоа што дуалното образование, нашиот факултет овозможува истовремено стекнување на академско знаење, на теоретски знаења и стекнување работно искуство во текот на студирањето. Ете малку повеќе да го доближам факултетот Хајделберг до нашите гледачи. После повеќе годишна работа и интензивна повеќе месечна работа на двете работни групи и од страна на Германија и од страна на нашата работна група од Македонија, се разгледа сите релевантни прашања, се усогласија програмите и во германските институции, и во нашите институции, и конечно Хајделберг факултетот во Скопје започна со работа, ги доби потребните акредитации и од германските институции, и од нашите тука, што подразбира владата на Република Македонија, Министерството за образование и наука. И сето тоа се случи во април месец. И така што, ете, на тој начин се отвори и влезот на дуалното образование преку германскиот универзитет Провадис, преку платформата на нашиот Хајделберг факултет во Скопје. Она што е значајно да се каже за нашиот факултет е дека по завршувањето на студирањето нашите студенти ќе добијат и германска диплома и македонска диплома. И ете, и тоа е, може да се каже, иако веќе оди во јавноста и на нашата веб страна и по социјалните мрежи, дека во мај месец за прв пат го објавивме конкурсот за запишување на првата генерација студенти на Хајделберг факултетот во Скопје за додипломски студии на две акредитирани програми, од кои првата е бизнис администрација, банкарство, осигурување и контролинг, на која што квотата е 30 студенти и истиот број на студенти кои што може да се запишете на втората акредитирана програма, а тоа се податоци и компјутерски науки. Значи, за прв пат во нашата земја, а може да студираат и студенти од Западниот Балкан, на нашиот факултет да ги посетуваат дуалните студии. Она што е значајно тука да се истакне е што 75% од наставата се признаваат на Германскиот универзитет Провадис, додека останатите 25% студентите ги завршуваат во Германија на универзитетот преку подготвување на таа дипломска работа или завршна проектна задача. Тоа се случува во 5-тиот, односно во 6-тиот семестар од факултетот, што е многу добро. Да. Одлична можност за младите. Да, за младите.
И по завршувањето, по одбраната на таа проектна завршна задача и завршува и постапката на студирање, со што нашите студенти, како што кажав, ќе добијат и германска и македонска диплома, која што може да искористат понатаму, но целта на факултетот е да ја донесеме Германија дома и нашите да ги задржиме, нашите млади да ги задржиме во нашата земја, во Македонија, кај нас, но нивен е изборот што ќе прават. Секако. Дали е условот можеби да се говори германскиот јазик и на кој јазик студентите ќе студираат? Не. Не е услов да се зборува, да се говори германскиот јазик, но ќе се изучува како предмет во текот на студирањето. Она што заборавив да го кажам е што студирањето ќе се реализира на англиски јазик, така што е потребно познавање на англискиот јазик. На нашиот факултет долга е листата на квалитетни професори, предаваат врвни професори, голем дел од професорите се од Германија, од Универзитетот Провадис и од Хайделберг, но секако и наши професори македонски ќе предаваат на студентите. Да. Многу ме интересира овој дуален принцип на студирање, на образување, односно студирање, работење. Од која година тие ќе можат и да работат и да студираат? Од прва година. Веднаш, од самиот почеток на студирањето, всушност дуалното образование представува стекнување на теоретско знаење и истовремено работење во компанија. Тоа го нуди нашиот факултет тука. Тука вие им посредувате? Ние им посредуваме затоа што нашиот факултет има дуални партнери во компаниите, каде што нашите студенти во согласност со тоа која акредитирана програма ја избрале, ќе може да изберат компанија каде што ќе работат. Тоа подразбира 3 дена работа во компанија, каде што ти истовремено ќе заработуваат, што исто така одлична можност. Германските студенти со децени и вака функционираат. И 2 дена во неделата да слушаат предавања со професорите и да работат на проектни задачи, што е многу добра работа. Да, ова ми се чини дека никогаш досега не сум го чула, иако сме овде промовирале и презентирале многу ваши колеги од повеќе разноразни универзитети, факултети во нашава земја, и ова е вистина за поздрав. Да. Јас само би сакала се извинувам да морам да кажам дека постои голем интерес сега откако се отвори факултетот, особено и кај младите, матурираните ученици, и кај повозрасна категорија, кои што и дипломирале на нашите, немале можност, има и запишани студенти од таа возрастна категорија, меѓутоа голем интерес покажуваат родителите, бидејќи им препознава дека е добар начин на студирање за да останат нивните деца тука и да продолжат со работа понатаму откако ќе завршат, така што оние родители кои што барат извонредност во академско знаење и личен развој на нивните деца, може да кажам дека нашиот Хайделберг факултет им ја нуди таа можност за добра едукација. Да, верувам дека оние кои што се во тој период да донесат некакви избори, да направат и одлуки, ќе се консултираат и ќе ги разгледаат сите ваши понуди. Да. Секој студент кој што доаѓа во тој период од животот е различен, со различни предзнаења, со различни афинитети, со различни таленти или можеби нешта кои што треба некој да ги усмери, да ги забележи и да ги расте. Како вие, какви активности вие имате да понудите на оние извонредните талентирани студенти? Токму така. Значи, секоја една личност има афинитети индивидуални кон одредени области и треба да се препознае тоа кај нив самите или пак некој да им помогне во тоа. Мене ми е особено интересна ова област, бидејќи јас докторирав на областа на дареност и талентираност. И
И сигурно имате да ни кажете разлика помеѓу што е тоа да си надарен и што е тоа да си талентиран. Токму така. Препознавањето на надарените и талентираните треба да започне од најмала возраст. Значи не само кога ќе дојдат во студентските денови. Колку тоа се прави во нашите училишта, градинките ќе ги оставам, основни и средни, е прашање за дискусија и за дебата понатаму. Да, законски е регулирано тоа со член од законот за основно и средно образование. Меѓутоа, дали навистина се работи на препознавање и идентификување на овие деца, на овие млади луѓе, е, како што кажав, прашање за на кој што треба државата да размислува понатаму, бидејќи представува и стратешки приоритет препознавањето на младите и талентирани, затоа што токму талентираните и надарените се оние кои што ја водат државата напред, ги водат компаниите напред. Тие создаваат таа додадена вредност на работните организации каде што се го менуваат светот, токму така. Дури и кога се прифатени како црни овци на почетокот. Токму така, се согласувам. А инаку работата и развојот, препознавањето, идентификацијата на надарените и талентирани во работните организации се нарекува и талент менеджмент, управување со надарени и талентирани, и тоа представува дел од работата на тимот кој што работи во сектор, нели, за развој на човечките ресурси во било која компанија. Тоа во светот функционира и кај нас во развиените компании. Она што ние како факултет го правиме, односно ќе го правиме, е уште на почетокот да ги идентификуваме и препознаеме овие млади надарени и талентирани студенти, кои што ќе имаат можност преку работењето во текот на нивното 3-годишно студирање понатаму да ги развиват своите таленти и вештини во работната организација каде што ја реализираат нивната пракса. За да се направи тоа успешно, треба да постои спрега, поврзаност помеѓу Центарот за кариера во самиот факултет, професорите кои што работат со нив и менторите кои што ќе им бидат доделени во работната организација. Не е едноставен процес, и воопшто работата со надарени, талентирани млади ученици воопшто не е едноставна работа, бара голем напор, труд, вложување од страна на образовните институции, од страна на професорите. Јас се сеќавам за време на докторските студии, една професорка рече: не е доволно само да ги препознаете надарените и талентираните. Треба со себе да расчистите дали сакате и дали можете да го вложите сиот тој труд за да им помогнете на младите. Или воопшто не почнувајте. Верувам. Да работите. Верувам дека е така. Неколку пати на почетокот ја споменавме Германија, дека еден дел од студиите се одвива и таму. И така да сум сигурна дека сето ова кое што го работите во Хајделберг е под супервизија на вашите германски колеги. Секако. Како во Германија еве точно за овие надарени и талентирани студенти подготвуваат стратегија? Кај нас овде постојат многу малку истражувања во однос на тоа што се случува со надарените студенти. Ситуацијата не е таква во Германија и во развиените европски земји. Да не зборам за Америка, таму постои 100-годишна традиција за работа со ова категорија на студенти, надарени и талентирани, со посебни програми. Истото тоа, истата ситуација е и во развиените земји, односно нивните универзитети, како што се Германија, Данска, Франција, Холандија, Италија. Има обиди добри и напори и на полските универзитети. И тие на вистина сериозно се залага за развој и препознавање идентификација на ова категорија студенти. Тоа се посебни програми според кои што се работи
посебни услови им се овозможуваат на овие студенти, затоа што барат нешто повеќе. На надарените студенти и ученици треба да им се обезбедат сите услови за да си ги развијат своите потенцијали, да, социоемоционални, образовни и така натаму. Да. Имаме само 2 минути до крајот, само би ве прашала, имаме ли ние доволно таков добар професорски кадар кој што навистина ќе поработи на овие тематики? На нашиот Хајделберг факултет има. Има и јас се радувам и среќна сум што слободно може да кажам дека нашите студенти уште на самиот почеток ќе имаат можност да бидат препознаени и да им се овозможат сите услови за развој на нивните таленти. Оно што сакам да го истакнам е дека на токму во оваа насока, и тоа е првиот чекор за работа со талентираните и надарени студенти е во септември месец. Тука ќе дојде комисија, односно формирана е таа комисија од германски професори и наши професори кои ќе направат одредени тестирања и најдобрите 10 студенти ќе имаат можност, и тоа е придобивка за нив, да добијат и стипендии, но ќе имаат можност и да го отплаќаат студирањето по завршувањето на студирањето кога ќе почнат да работат и да заработуваат сериозно. Да, одлично. Тоа е, и јас само би сакала да кажам, да повторам една мисла од мојот почитуван професор Кеверевски, кој што е експерт во областа за работа со надарени и талентирани, кој што вели се може да се одложи, но не и грижата за талентите. Да. Затоа што тоа е навистина од суштинско значење за индивидуата, за институциите и за нашето општество. Благодарам многу. Начнавме една прекрасна тема, една многу инспиративна тема и верувам дека сите оние кои што се во периодот да прават големи избори ќе ги заследите, ќе ги пронајдете и ќе се информирате за се она што ве очекува на Хајделберг. Поздрав и респект огромен за сите вие кои што започнувате една голема, успешна, верувам, приказна која ние ќе ја следиме со голема радост и внимание. Да. Ви благодарам за поканата и навистина се надевам дека ќе успееме во тоа. Ви благодарам многу.